Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкасел и околината, поважни вести од Македонија и Австралија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкасел, Австралија, Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните пакети да ги донесите кај Стивен во сабота на 8 и недела на 9 август ова година. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за ручек во четврток во нашиот македонски културен центар, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434 429166 и кај Сузи Лојмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овој ручек е $20 по лице со 4 врсти јадења. Нешто за ново за игралната група и македонското школо. Како што знаете, досега се одржуваше тренинг во среда, а сега се одржуваат во петок. Во нашиот македонски културен центар од 5:30 до 6:30 се одржува македонското школо, после пладне и од 6:30 до 7:30 ќе тренират игралците Стив Наумов. Значи секој петок во нашиот македонски културен центар имаме нови наставници кои ќе ги учат децата македонски јазик и македонска култура.
Македонците во Мелбур оддадоа почит на Гоце Делчев. Македонската заедница во Мелбур и Викторија на 4. мај со помен и полагање венци ја одбележа 123 годишнината од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Комеморација се одржа пред споменикот на Делчев во дворот на Македонската православна црква Свети Ѓорѓи и Пресвета Богородица во Епинг, во присуство на верници и представници на македонските организации. Поменот го отслужија отец Климент Станковски и архиомандритот Гаврил, по што се обратија председателот на Македонската православна општина за Мелбур и Викторија Дејан Змејковски, како и член на управата Ицо Најдовски Перин. Змејковски истакна дека македонската заедница во Австралија останува лојална на македонската кауза и посветена на зачувување на македонскиот јазик, култура, вера и идентитет. Ќе продолжиме да работиме и да се жртвуваме за доброто на македонската заедница и идните генерации, рече тој, потсетувајќи на долгогодишната улога на Македонската православна општина во организирањето културни, образовни и духовни активности. Во своето обраќање, Ицо Најдовски Перин говореше за историското значење на Делчев и неговото место во македонската национална меморија, нагласувајќи дека неговото дело останува символ на борбата за слобода и национално достоинство. Венци положија представниците на Македонската православна општина за Мелбур и Викторија, Светскиот македонски конгрес за Австралија, ансамблот Тоше Проески, Сдруженијата Македонски штит и Македонски бунт, како и австралијски воен, ветеран и новинар Саша Узинов. Македонската православна младина на Австралија одбележа 20 годишен јубилеј. Во свечена и достоинствена атмосфера на 23. мај ова година, Македонска православна младина на Австралија го одбележа својот голем јубилеј 20 години постојање со гала вечер во Шелдон ресепција. На настанот присуствува повеќе од 500 млади луѓе од цела Австралија, како и гости од македонската и пошироко православна заедница. Илија Алиевски и Силвана Ивановска, представници од конзулатот на Република Македонија. Прославата е сведоштво за 2 децени посветеност кон православната вера, македонскиот идентитет и младинското заедништво, основана во 2006 година како мала иницијатива на група млади ентузијасти, денес представува значајно младинско движење меѓу македонците во Австралија, со активни членови во Мелбур, Сиднеј, Джилонг, Брисбен и пошироко. Посебно признание беше упатено до отец Гаврил Галев, игумен на манастирот Свети Климен Охридски во Кинглајк и основач на организацијата чија визија и духовно водство ставија длабок белег во развојот на Моја. Метју Гај, пратеници од Либералната партија со игумен Гаврил, во своето обраќање председателот Мартин Масалковски истакна дека 20 години не се дестинација, туку темел за идните генерации, нагласувајќи ја важноста на верата, македонското наследство и заедништво. Настанот беше збогатен и со присуство на млади и свештени, представници од руската, грчката, српската, романската, антиохидската православна заедница, потврдувајќи го духот на православно братство и меѓусобна почит, што Моја го гради со години. Нешто од Македонија. Средба Силјановска Давкова Јотова во Софија. Премиерот предпазлив. Софија со највисоко ниво во бугарската престолнина, председателките на двете држави Гордана Силјановска Давкова и Илијана Јотова ќе се сретнат на маргините на самитот на процесот за соработка на Југоисточна Европа. Според агендата, средбата треба да се одржи во попладневните часови, додека шефицата на државата го крши мразот на највисоко ниво, откако Бугарија конечно доби стабилна, легитимна влада. На министерско ниво во Софија нема да има средба, иако во македонската делегација е и министерот
Тимчо Муцински, кој ќе биде дел од министерскиот состанок. Премиерот предпразлив. Вели, не знае што да очекува од утрешната средба. Рече, резултатите од работата на владата полека доаѓаат. Тоа што е наша трагедија за реализирање на овие цели полека се случува. Се разбира дека јавно нема да зборувам многу за деталите. Така што, да сумирам, јас не знам што би можел да очекувам. Како човек очекувам да имаме добрососедни односи со сите соседи. Како председател на влада ќе сторам се што е во наша моќ. Прво, да го заштитам интересот на граѓаните, да го заштитам идентитетот и интересот на државата. И второ, нормално да градам добрососедски односи со сите наши соседи на основа на принципот на двонасочна улица, изјави Мицкоски. Средба Силјановска Давкова Јотова се реализира во исклучително специфичен период, кога на маса се наоѓа најновиот француско-ѓермански non-paper. Овој нов модел нуди систем на постепена интеграција на земјите од Западен Балкан, каде што секој постигнат реформски напредок дома носи предвремен пристап до единствениот европски пазар и пристап до програми многу пред официјалното членство. Француско-германскиот предлог сепак не ги заобиколува уставните измени кои остануваат услов за Македонија да ги користи овие бенефити. Откако Бугарија по 8 обиди во последните 5 години доби стабилна влада, досега официјална средба на реализација Скопје-Софија имаше само шефот на дипломатијата, кој во Шведска се сретна со неговата колешка Чамова Петрова. По враќањето во Скопје, Муцински кажа дека на средбата станало јасно оти уставните измени не се единствена препрека пред Македонија на патот кон Европската унија. А сега, почитувани слушатели, ќе проследиме една убава желба, честитка од фамилијата Размовски. Семејството Размовски сака да изрази најдлабока и најискрена благодарност до сите кои ни се придружија во прославата на 90-тиот роден ден на нашата сакана мајка Цвета Размовска. Тоа што нашето семејство и пријателите се собраа заедно за да го одбележат овој посебен јубилеј, ги исполни нашите срца со радост и благодарност. Вашето присуство, убавите желби и љубовта и поддршката го направија овој ден навистина незаборавен и создадоа драгоцени спомени кои ќе ги чуваме и негуваме уште многу години. Од срце им благодариме на сите жени и мажи кои несебично го дадоа своето време и труд за украсување на салата. Посебна благодарност до сите кои со своите услуги помогна ова прослава да биде успешна, вклучувајќи ја изработувачката на тортата, диџејот, видеографот, фотографот, организаторот на фотозаедницата и заднината, како и персоналот во куњата, барот и келнерите. Вашата професионалност, посветеност и напорна работа создадоа прекрасна атмосфера и овозможија прославата да помине безпрекорно од почеток до крај. Исто така, искрено им благодариме на сите кои придонесеа со колачи, благи работи и други вкусни послатици. Вашата дарежливост беше неизмерно ценета. На крај, од дното на нашите срца, благодариме на сите кои придонесеа на кој било начин со своето време, труд, дарежливост или едноставно со тоа што беа со нас во овој значаен ден. Вашата љубов, пријателство и поддршка го направија 90-тиот роден ден на нашата мајка навистина посебен и незаборавен. Длабоко сме благодарни за добрината што ја покажавте на нашата фамилија и овие прекрасни спомени ќе ги чуваме за секогаш. Со љубов, благодарност и почит, семејството Размовски. Чукај, чукај срце, чукај во мене, Терор чукаш срце во нас, ке се живее.
Вагица најака раце горе сите да ве чујам на три и запејте. Чукај, чукај срце, чукај во мене, се дур чукаш срце во нас, ќе се живе. Чукај, чукај срце и не запирај, дај на секој живот вечен и не умирај. Дај, нема крај, едно треба да се знае. Вечер гори градот, гори да се бајле. Года нема утре, не ми е гајле, баш ми е гајле. Дај, тој бив, сакам уште. Срце чука брзо, ако сака нека пукне. Дај ми, сакам секој да го слушне. Ова што се пее, нема никогаш да умне. Чукај срце, чукај во мене, се дур чукаш срце во нас, ке се живе. Чукај и не запирај, дај на секој живот вечен и не умирај. Чукај срце, чукај во мене, се дур чукаш срце во нас, ке се живе. Чукај, се дур чукаш срце во нас, ке се живе. Вози ме без лимит луда нација, нелесно паѓаме на мала провокација. На Google Maps нема оваа локација, ја кажука со Антонија двајца. Пумпај, пумпај, Чукај, пумпај, 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 мајсторе. дај, да се живе. Чукај, Пумпај, 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 во мене, се дур чукаш срце во нас, ке се живе. А сега ќе слушниме еден свадбарски сплет во изведба на Христијан Трајановски.
krasiš beli dvori. А сега ќе слушнеме една многу убава нова песна на Драган Трајановски.
srce mi je ono se vije, naše makedonsko. Denot mi dojde, svadba da naprava, moma zema, moma makedonka. Denot mi dojde, svadba da naprava, moma zema, lična makedonka. Denot mi dojde, svadba da naprava, moma zema, moma makedonka. Denot mi dojde, svadba da naprava, moma zema, lična makedonka.
сме ние, што све поминавме. Не ке да бие, срце лънно ко зима е, сјајот го крие, место да сијаме. Кога градот спие, дојди еден живот имаме. Јасно ми е мене, јас сум минусот и плюси, скубени у време ко тие ко си гости. Памтамо на рече, нема никад да ме пушти, планини ке помести, зидови ке сруши. Лед ледена, удари сервира као ММА. Ако љубовта игра, тогаш губам знак. Сите спомени во срце ке ги урамам. Нереално, како после сето не овој брод. Нереално, креваш од дно. Мене нема кој да ме спаси, да сум на дно. Ти среќна да си, барем да сум тој што светла гаси уште една ноќ. Ти моја да си. Дали си среќна сега без нас? Дали некој друг те гледа кој јас? И да знаеш се е празно сега без нас. Душава тажна, вришти без глас. Не бирам тајминг, само дај ги твоите лаги сладки се драги од Кармин, do you love me? Тие ноќи кратки се Телефон звони, но ми фали едно име. 1000 пораки, ни една да ме дигне. Баш си ко за мене, ти не си као сите. Иако си кармата што сака да ме стигне. Кога е средена, грешат врат. Тука е, бај се, губи трак. Направи хаос, ти пак и пак. А мене нема кој да ме спаси, да сум на дно. Ти среќна да си, барем да сум тој што светла гаси уште една ноќ. Ти моја да си, мене нема кој. Мојата рака е сега далечна и веќе топлина на друга дава, а мене студени сони што ме мачат ке ме убијат. Вака ни зората не ме сокрива и уште повеќе ме прави тажна. И сега јасно е денот што ме буди, ке ме полуди. Свирете ја, зајди, зајди, тивко полека. Мене ми е та песна, гледам судена. Чашата е преполна, ме задушува. Душата е уморна и ме напушта. Чашата е преполна, ме задушува. Душата е уморна и ме напушта. Свирете ја, зајди, зајди, тивко полека. Гради носиш грудка тешка, тук ти е мојот глас. Пролета си оди од нас. Гасне си од жар, оној звезден дан.
si gorš listiv pomeđu nas. Ako treba draga, rastopi me od taga, no zapri se, pogledaj me, kaži nešto draga, pa makar i laga, nasmeni se, naluti se. Samo jedan zbor mi treba, tu moj, da te zemam v topol pregrad svoj. Nemoj oči da mi baraš, za tebe me nema. Ja si ti sve volka stara, po dobro da ne znam kada i so koji si sega i od ovde begam. Koga veke ne ti trebam, kazna je so tebe, no i bez tebe. I ovoj život moj ne bajka bela, što te imam, pak te nemam. Nikoj kako tebe ne bahnuva, zato si rodena. Ne znam da li ke uspejam da prostam se i da zaboravam. Nikoj kako tebe ne bahnuva, zato si rodena. Ne znam da li ke uspejam da prostam se i da zaboravam. Ne sakam da slušam, nitu zbor da znam za tebe, ke smiram duša. Ako bidam sam so sebe, nema pad za nazad, nema veke da sme celi, što i da ne kažat. Koga nekoj tretne deli, kazna je so tebe, no i bez tebe. I ovoj život moj ne bajka bela, što te imam, pak te nemam. Nikoj kako tebe ne bahnuva, zato si rodena. Ne znam da li ke uspejam da prostam se i da zaboravam. Nikoj kako tebe ne bahnuva, zato si rodena. Ne znam da li ke uspejam da prostam se i da zaboravam. Srede ovoj asfalt žežog, veše moja diva jagoda. Zboro zbogum zbore težog, koga nekoj silno zasakaš. Sve pravama znam, so što od mene za mig se odgaža. Dok pijam crno vino i od tvojite oči pocrno, ne bi sakal da te sonam, a te sonam ušte počesto. Se pretvori po tvoju šepo, od usni teško ke me izvrka. Izlaži me, ušte jednaš, kaži neka ne mi trebaš da me vidim. Tvoje
Доцна сетив, срце тагува. Многу грешев, твојта солза ме измачува. Колку љубов, доцна сетив, срце тагува. Многу грешев, твојта солза ме измачува. Немој кате, солзи не рони, ке се вратат наши среќни денови. Зошто кате да тагуваме, врати ми се кате, израдувај ме. Почитувани слушатели, сега ќе слушнеме убавата и најнова песна на Христијан Кико Божинов. Валандово 26-та. Фолкфест Валандово 26-та. Прва награда на Кико Божинов. Да ја слушнеме песната под наслов Градче моје убаво. Zazori zora na planina, razbudi srce i spomeni. Vrati me sudbo, vrati me tamo kaj što porazna. Vrati me sudbo, vrati me tamo kaj se rodi fijas. Pečava pusta da ostane, sudbo samo vrati me, da si pojdam roden kraj, da si vidam stari kraj. Gradče moje ubavo, na son vezden doganjaš, tugina pusta da ostane, vo dvoru tatko vrati me. Reko moja studena, bistra vodo izmorska, vo dvorot mirisna kalinka, vo srce čemer za roden kraj. Vo dvorot mirisna kalinka, vo srce čemer za roden kraj. Pečava pusta da ostane, sudbo samo vrati me, da si pojdam roden kraj, da si vidam stari kraj. Gradče moje ubavo, na son vezden doganjaš,
Да видиме што кажува Мицковски. Нема повеќе идентитетски отстапки за влез во Европската Унија. Подготвени сме да ја платиме цената. Македонскиот премиер Христијан Мицковски во Охрид му беше домаќин на хрватскиот колега Андреј Пленковиќ. Двајцата премиери подпишале договор за стратешка соработка помеѓу Македонија и Хрватска, за кој Мицковски оцени дека е повеќе од дипломатски акт, како и дека европската интеграција била една од најважните теми на разговорите. Македонскиот премиер рече дека стратешка цел на државата останува членството во Европската Унија, но оти евроинтегративниот процес неправедно се претвори во билатерално прашање, наместо да се темели на копенхашките критериуми и заслугите на државата. Тој кажа дека владата ќе се фокусира на домашните реформи, планот за раст и на реформска агенда, каде, што тој рече, Македонија е меѓу најуспешните земји во регионот. Мицковски категорично повтори дека ќе нема нови идентитетски отстапки и оти владата е подготвена да ја плати цената за зачувување на националните интереси. Тој рече, за жал, се додека билатерални спорови и така натаму булинг кон нас од страна на некои земји членки, односно во случајот една земја членка се наша препрека за да бидеме дел од тоа семејство. Ова што одамна го заслуживме, за жал ќе се оддалечува. Но ние не губиме надеж, не губиме енергија, туку напротив ќе продолжиме силно да работиме и очекуваме дека ќе ја добиеме таа шанса да бидеме дел од тоа семејство. Нема повеќе можности за идентитетски отстапки, нема повеќе можности за чекор назад кога станува збор за нашите национални одреденици. Колкава е таа цена која што треба да ја платиме? Ова влада е подготвена да ја плати. Ќе чекаме некои други подобри времења. Ако навистина билатералните процеси се тие кои што треба да му судат на нашиот европски пат, тогаш ние ќе се бориме на друг начин, рече премиерот Мицковски. Тој кажа дека Македонија во моментот е меѓу најуспешните земји од регионот според оценките на Европската комисија. Според него, најголем дел од средствата наменети за земјите од Западен Балкан би требало да завршат во македонскиот буџет, а позитивниот тренд се очекува да продолжи и во следниот извештај во јуни. Рече дека Македонија одамна го заслужува своето место во Европската Унија, но според него претходната влада дополнително го оттежнала процесот со прифаќање на барања кои не биле во интерес на државата. Тој нагласи дека акцискиот плен за малцинствата е подготвен и оти се очекува зелено светло од Брисел за да влезе во официјална владина процедура. Владата на Македонија најави мерки за граѓаните од следниот месец ако цените продолжат да растат. Мерки за граѓаните против растечката инфлација најверојатно ќе има од следниот месец. Владата најави дека ја следи состојбата и бидејќи најголем скок на цените, статистиката регистрира кај транспортот и алкохолните пијалоци, како и цигарите и све друго. Премиерот вели можно намалување на даноците кај горивата, но зголемување кај тутунот и алкохолот. Тука јас навистина не би сакал мерки да применувам. Напротив, може би уште посериозни мерки треба, затоа што целта наша е да се заштити здравјето на граѓаните, така што во делот на алкохолните пијалоци, тутунот и цигарите, односно тутунските производи и цигарите, нема потреба од никакви мерки и еве однапред кажуваме дека тука нема да има мерки. Што се однесува во делот на транспортот, владата веќе разговара со транспортерите. Тука може да интервенираме повторно во делот на даноците, изјави Мицковски. Вчера статистичката измери инфлација од 4,8% во мај за една година покрај превозот и пијалоците, скок на цените има и кај храната. Месото се продава за 9% поскапо. Маслите и маслата 7,6%, млекото и млечните производи,
Ново споредба со претходниот месец, според Државниот пазарен инспекторат, зголемувањето на цените кај дел од храната е околу 1%. Кај јајцата, млекото, овошјето и зеленчукот има значително поевтинување, вели првиот човек на ДПИ. Инспекторите се на терен и кон крајот на јуни врз основа на проверките на 10 на големи дистрибутери и 10 ланци на мерките ќе го компентираат конечниот извештај. Нешто и за здравието. Како телото кажува дека има недостаток на витамин С. Витаминот С е еден од клучните хранливи материи за одржување на здравието и правилно функционирање на телото. Покрај се друго, има важна улога за зајакнување на имунитетот, одржување здрава кожа, крвни садови и ткива и му помага на телото да абсорбира железо. Иако во повеќето случаи може да се внесат доволни количини на витамин С преку здравата исхрана, понекогаш може да се појави и негов недостаток. Најчестите причини за ова се лошите навики во исхраната, одредени здравствени состојби или фактори на животниот стил кои што го попречуваат внесувањето на овој витамин. Недостатокот на витамин С може да се манифестира и преку необични симптоми што многумина не би ги поврзале веднаш со овој проблем. Така, меѓу првите индикатори за недостаток на витамин С се чувството на постојан замор, слабост, исцрпеност, дури и по одмор. Дополнително, иако лесно и без видлива причина добивате модринки, може да биде знак за послаби крвни садови, што може да е недостаток на витамин С. Ако раничка на телото потешко и бавно заздравува, и за тоа важи истото, и кожата ако е сува, груба или да доколку се лупи, тоа честопати е индикација дека на телото му недостатува овој важен антиоксидант. А ако влакната на нозете, рацете или други делови од телото станат кршливи, извиткани или погруби, и тоа може да биде резултат на долготраен недостаток на витамин С. И здравието на непцата е директно поврзано со внесот на витамин С. Црвените, отечни или крвави немца се јасен знак за недостаток на овој витамин. Слабоста на зидовите на крвните садови може да доведе до појава на проширени вени, особено на нозете. Витаминот С помага во зајакнување на вените, па затоа нивниот лош изглед често е знак за недостаток на овој витамин. Исто така, недостаток на витамин С може да придонесе за воспаление во телото, кое што се чувствува како болка во зглобовите и мускулите. Ниско ниво на витамин С може да влие и на менталното здравје, предизвикувајќи промени во расположението, раздржливост, чувство на вознемиреност. Иако недостатокот на овој витамин не се случува често кај луѓе кои јадат разновидна храна, важно е да се препознаат знаците на време. Следствено, важно е да се обрне внимание на промените во телото и поможно да се збогати исхраната со свежо овошје и зеленчук, со цел оптимално здравје и спречување можни компликации поврзани со недостатокот на овој важен витамин. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните пакети да ги донесите кај Стивен во сабота на 8 и недела на 9 август. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатното слушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативи 60 на минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.